Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Пандемиската година со наставата од дома беше искористена за реновирање, додека спортското игралиште доби мека, тартан подлога и нови реквизити. Директорката Габриела Стаменковска вели дека вложените 7,5 милиони денари се за спортското игралиште, додека дополнителни 7 милиони се во функција на обезбедување на услови за новите насоки, кои се отворени за предстојната училишна година. Во текот на оваа учебна година, навистина богато вложивме во внатрешните простории на училиштето. Се реновира и канцелариите, понатаму комплетно зградава пред која што стоиме, која е во склоп на спортската сала. Имаме 4 училници кои ги адаптираме, 2 од нив за угостителски техничар, која што ни е нешто ново, произлегува од потребите на пазарот на трудот, од потребите на учениците во деветите оделенија, и исто така за здравствената струка медицинска сестра, која што сега за прв пат ја имаме во оваа учебна година. За нив исто така, значи, мора да се направи соодветен простор во кој што ќе може да изведуваат практичната настава, да ги прават вежбите, а тоа ќе го прават, се разбира, и во медицинскиот центар, доктор Димитар Арсов. Средствата кои што се вложуваат се наши, вкупно уште 7 милиони денари за тоа издвоени средства. И за училниците, и за реконструкција на кровот на игралиштето, за фасадата да биде со термоизолација. Изјави директорката Стаменковска, според која овие вложувања го оправдуваат признанието за најбезбедно училиште во државата, кое 2 години поред го добиваат. Во гимназијата како единствено средно училиште учат 550 ученици. Последната година во Крива Паланка интензивно се работеше на реконструкција на спортските објекти и создавање на простор за младите. Обновена е салата за физичко во основното училиште Илинден, каде иако училиштето е изградено во 70-тите години на минатиот век, салата дури сега е реконструирана. Младите остануваат приоритет, вели градоначалникот Боријан Чомицевски, кој подсетувајќи дека покрај Струмица, единствено во Крива Паланка работи Европската куќа на млади. Крива Паланка во изминатите неколку години реално и стратешки инвестира во развојот на младите, спортот и спортските активности. Имено, како општина, една сме од двете со Струмица, во кој што има Европска куќа, во која што младите таленти ја изразуваат својата креативност и своите способности и секојдневно се организираат некакви активности кои што се од нивен интерес. Во исто време тоа е линки со нивните генерации или врсници од останатите европски држави. Напоредно на тоа, на почетокот на мојот мандат беше донесена стратегија за развојот на младите и спортот и е формиран активен младински совет кој што е функционален и кој што секојдневно креира определен број на активности. Во таа насока, непосредно поврзано со младите и спортот и спортските активности, можеме да се пофалиме дека Крива Паланка оваа година го имаше женскиот кошаркарски клуб кој што играше во финалето на кошаркарскиот клуб на Македонија и е меѓу 4 најдобри во државата. Тоа е како последица на сето она што го правиме и што го имаме како стратешки пристап, но во исто време и една новина која што беше воведена, тоа е доделувањето на спортски стипендии. Имено на сите истакнати спортски поединци или клубови во текот на годината доделуваме месечни стипендии кои што се определен стимул за тие спортисти, но во исто време ги поддржуваме и сите спортски клубови преку објавување на јавен повик за доделување на грантови за годишно ниво. Во таа насока, спортот не би можел да се развива ако не инвестираме во тие спортски објекти и јас сум горд на тоа што во изминатите 3 до 4 години веќе имаме над 10 објекти кои што се од ваков тип. Во оваа прилика само ќе набројам неколку. Имено започнавме со изградба на онаа тартан патека на градскиот стадион, каде што ги извлековме сите генерации, буквално сите генерации од најмлади до највозрасни во услови на пандемија и истата беше максимално искористена. Во исто време имавме активност за изградба на скејт парк, 2 мини голф терени, од кои што едниот мини голф терен е направен со проектот прекогранична соработка со општина Благоевград, со Сдруженијето профилактика за здравје, а останатите спортски објекти, скејт паркот и другиот мини голф терен се донација од бугарската амбасада, за што искажувам огромна благодарност. Напоредно на тоа, во изминатиот период беше изградена пешачката патека висока зона Лев Брек, односно Стара Вада, напоредно на тоа можам да се пофалам дека
Во моментот работиме на два проекти исто така од прекогранична соработка и тоа е едниот е со општина Дупница, Република Бугарија, за изградба на пешачко-рекреативна патека од градскиот стадион и поврзување со манастирот Свети Јоаќим Осоголски, а вториот е со општина Лесковац, Република Србија, со кој што ќе изградиме пристапна патека и ќе ги промовираме Станечки водопади, а потоа од Станечки водопади продолжуваме со планарска патека до локалитетот Руе на Осоголските планини. Напоредно на тоа се инвестираше во поголем број на други спортски објекти и тука несомнено едниот од тие објекти е кој што се гордееме сите и од побавите на кој што се наоѓа во моментот е училишниот двор во Средното општинско училиште Ѓорче Петров, но во исто време веќе е завршен и проектот за реконструкција на спортската сала во основното училиште Илинден. Во ученичкиот дом Бороменков е изградено ново игралиште со донација од Агенција за млади и спорт во висина од околу 2 милиони денари. Имаме две фитнес зони на отворено, но во наредниот период имаме уште идеи со основното училиште Јоаким Пучевски за адаптирање и по ваков терк изградба и на спортски терен во училишниот двор на самото училиште. Така да се на се во овие изминати неколку години имаме над 10 спортски објекти и терени со кои што навистина пружаат и убави и солидни можности и за спортување и за развој на младите генерации. Кошарката е особено атрактивна за тренирање кај младите во Крива Паланка, но не помалку и одбојката, ракометот, пинг-понгот и стрелаштвото. Во Крива Паланка на располагање на младите скейтери е современ скейт парк, а како куриозитет има изградено и мини голф терен, донација од соседна Бугарија. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk